Екипите на градот Скопје, општина Газибаба и на јавното претпријатие Улици и патишта продолжуваат со интензивните активности за санација на улиците кои беа оштетени од големата поплава што се случи во август минатата година во населените места Инџиково, Сингилич и Стајковци. Скопскиот градоначалник Коце Трајановски, заедно со градоначалникот на општина Газибаба, Тони Трајковски, направија увид на градежните работи на главната улица 5 во Попово Маало, Стајковци. Во моментов се врши асфалтирање на улицата, која е со должина од 400 метри и широчина од 4 метри, а главен изведувач е јавното претпријатие Улици и патишта. За реконструкција на оваа улица градот Скопје издвои 1 милион денари, а вкупно минатата година додели 150 милиони денари за санација на оштетената инфраструктура во сите населени места кои претрпеа штети од поплавите. Градот Скопје, знаете и вие, дека со одлука на Совет издвои 2,5 милиони евра или околу 150 милиони денари. Од тие пари, околу 60 милиони денари или 1 милион евра се средства кои што се реализираат преку јавното претпријатие Улици и патишта, останатите средства се реализираат преку општина Газибова. Тоа се даваат на општина Газибова, општина Газибова прави тендер, значи избира изведувач и откако ќе заврши сето тоа, во тој случај ние ми ги префаламе парите. Сега моментално овде во Попово Мало, во населеното место Стајковци, работат улици и патишта на улица број 5. Во изминатиот месец завршени се уште 3 улици. Во овој период што измина, очекуваме уште 3 до 4 улици да бидат завршени во овој дел во Стајковци, па ќе фати малку и дел од Сингилич и со тоа ќе се заврши санацијата на улиците во населеното место Стајковци. Тони Трајковски изјави дека покрај на улицата 5 се работи на повеќе улици и локации и дека во иднина ќе продолжат активностите на преостанатите улици како и на водоводните и канализациони мрежи. Да давам информација дека во моментот работиме уште на неколку локации. Дел од средствата ги обезбеди градот Скопје. Се работи на асфалтирање и на улица на потегот од црквата до некаде игралиштето во Инџиково во должина некаде околу 2 километри. Исто така за овој проект средствата ги обезбеди градот Скопје. Да најавам дека набрзо ќе започнеме со асфалтирање на улици и во останатите населени места кои што беа зафатени со елементарната непогода, но и на согласно програмата за санација, реконструкција и асфалтирање на улици, ќе продолжиме со асфалтирање на улиците и во другите населени места. Градот Скопје продолжува со она што го вети и пополека го исполнува. Се очекува за 10 до 15 дена да се заврши со овие проекти и да им се улесни животот на жителите од населените места погодени од ланските поплави на 6 август.